Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва третираме две теми. Првата се преговорите за името. Имаме репортерска екипа во Виена, па ќе можете да слушнете што се случи на дводневната преговарачка рунда меѓу министрите Никола Димитров и Никос Коцијас со посредство на Метју Нимиц. Потоа во дебатен формат ќе разговараме за обвинителниот акт за настаните во собранието од 27 април минатата година. Гости се Ружица Николовска, адвокатка на обвинетиот Горан Ѓошевски, поранешен шеф на обезбедувањето на Трајко Велјановски и еден од оние што останаа во притвор. Вкупно 14, а не само 5 мина, како што се известуваше деновиве. Дополнително 13 од обвинетите се во куќен притвор и 4 се со други мерки за обезбедување. Во студиото се и адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска и универзитетската професорка по кривично право Беса Рифи. Ке разговараме за квалификацијата на делото за кое се гонат обвинетите. Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Ке се обидеме да расчистиме дали станува збор за тероризам во класична смисла или за нешто друго. Ке го отвориме и прашањето како иницијацијата на целата акција, опишана во обвинението, може да се темели на повикот NN Storytel од Виена и зошто го нема организаторот. Во финалето на емисијата ќе објавиме нова саботажа. Бидете налсат, најавените содржини се по кратка пауза. Гледате 360 степени. Поголем дел од емисијата вечерва ќе посветиме на обвинението за настаните во парламентот од 27 април минатата година, но пред дебатата на таа тема ќе одиме до Виена. Таму денеска и вчера министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција, Никола Димитров и Никос Коцијас, под медијаторство на Метју Нимиц, направија нов обид за премостување на разликите што постојат меѓу двете страни. Од Виена известува колегата Владимир Мирчевски. Предпазлив оптимизам превладуваше во изјавите на учесниците на денешната речиси 6-часовна преговарачка рунда за прашањето за името овде во Виена. И медијаторот и двајцата министри рекоа дека има напредок, но и дека допрва треба да се носат тешки одлуки од двете страни. Овие разговори донесоа и новина, паралелни средби на две нива. Пониско на експерти од двете министерства за надворешни работи за прашање што се сметаат за полесни и високо ниво меѓу министрите и посредникот на кое се разгледуваа главните прашања. I can say that we met all day and it was a productive meeting, which leads me to be optimistic about the future. At the same time as we had our meeting, there was a parallel meeting of diplomats and experts from both countries working on some of the less controversial aspects of an agreement, particularly focused on the future relationship of the two countries, which also made progress. The series of meetings will go on in the future. We've set out a path of work, and I can say that without getting into any details, difficult issues were addressed. There still are difficult issues to resolve, but in my opinion, having been at this for a long time, there's a very positive feeling. Both ministers are focused on the long-term relationship, on stability in the region, on the importance of good relations between the two countries, and I'm hopeful that we can continue to work in a very positive way. Thank you very much. Шефот на македонската дипломатија напредокот го опиша како условен. Според Димитров, во следните денови во двата главни града предстои сериозна анализа пред продолжението на преговорите, на кое нема долго да се чека. Имавме на некој начин континуитет од посетата на министерот Коцијас и последната средба во Република Македонија, во Скопје, каде што сигналите што си ги дадовме, во континуитет продолживме да ги разговараме. Разговаравме за сите отворени прашања, за целиот пакет. Можам да кажам дека направивме условен прогрес, условен напредок, бидејќи како одиме напред, така доаѓаме и до тешките прашања. И мислам дека и од нашата страна и од нивната страна
имаме доста за размислување и за мерење. Работевме по логиката што е тоа што е најважно за Република Грција, што е тоа што е најважно за Република Македонија и дали можеме во компромис кој што се движиме да ги покриеме двете работи. Меѓутоа, не зачудува што колку поотворено, поконкретно чекориме кон решение, така и тешкотиите излегуваат се повеќе на виделина. Се работи за многу деликатна фаза во процесот и затоа не би можел многу конкретно да одам, бидејќи се додека не се затворат сите прашања се отворени и ако има сигнали и од кај нас и од кај нив дека за некои работи може да се излезе во пресред. Меѓутоа не можеме сега да ги објавиме бидејќи влијаат и на тешките прашања. И сега имаме малку задача штом се вратиме дома, да разговараме, да размислиме и кај нив и кај нас. Беше многу корисно што не свика повторно медијаторот Нимиц. Тој исто така има определени работи што ќе треба да ги прави во наредниве денови. Начално се договоривме повторно да исконтактираме, најверојатно пак да се видиме непосредно по великденските празници. Тоа е, можеби, едно резиме што можам да го направам од денешната средба. Продуктивна, постигнат условен напредок, условен затоа што напредокот е условен со прашања кои што се тешки и каде што уште има разлики. Меѓутоа, апсолутно може да се каже дека средбата беше во продуктивен, во позитивен дух и направивме известно придвижување напред. Сега имаме еден период на домашна работа, на размислување и пак ќе се споиме, како што спомнав, во следниве денови. Благодарам. Позитивни тонови имаше и во изјавата на грчкиот министер Коцзиас. Тој пред грчките новинари изрази надеж дека на следната средба ќе може да се направи голем чекор. Έχουμε καταγράψει στις λεπτομέρειες τους ποια είναι αυτά που συμφωνούμε και ποια που διαφωνούμε. Έχουμε εντοπίσει ποια είναι τα κύρια θέματα για κάθε πλευρά και ελπίζω στην επόμενη συνάντησή μας να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ήταν σπουδαία η δουλειά που κάνανε οι δικοί μας και οι διπλωμάτες μας που διαμορφώσαμε παράλληλα με τη συζήτηση για τη λύση του νοματολογικού τη θετική μελλοντική ατζέντα για τη συνεργασία και την κοινή πορεία των δύο κρατών, εφόσον, που όπως ελπίζω, λυθεί το νοματολογικό. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για τα επόμενα ραντεβού σε επίπεδο υπουργών? Ναι, υπάρχουν για όλα τα αναγκαία βήματα σχεδιασμός και συμφωνία. Двете страни се затворени за какви било дополнителни информации, па од тука останува нејасно на што точно мисли Димитров кога вели дека е направен условен напредок, а на што Коцзиас кога се надева на голем чекор веќе на наредниот состанок. По неофицијалните информации објавени во некои медиуми со наводни детали од разговорите, Димитров на Твитер коментираше дека процесот за името е во деликатна фаза и дека медиумски шпекулации се штетни. Димитров повтори дека останува нададената јавна изјава и дека не дал дополнителни брифинзи. 360 степени во Виена, Владимир Мирчевски. Ова е новиот развој на настаните поврзани со прашањето за името. Ќе одиме на уште една пауза, а потоа следува дебатата со гостите во студиото за обвинителниот акт за 27 април. Ќе имам ретка можност со 3 дами да разговараме на оваа тема. Ќе ви ги представам по паузата. Бидете назад. Обвинителниот акт за настаните во собранието од 27 април минатата година се тема за вечерашнава дебата. Во студиото со нас и со вас вечерва се Ружица Николовска. Добро вечер, добре дојдовте. Адвокатка на еден од обвинетите, Горан Ѓошевски, шеф на обезбедувањето на поранешниот председател на собранието, Трајко Велјановски. Благодарам што сте со нас уште еднаш.
Добро вечер, благодарам и вам на поканата и се надевам дека ќе имаме една плодна дискусија. Верувам и јас. Сузана Јошевска-Анастасовска, адвокат, благодарам и за ова што ја прифативте поканата, и Беса Арифи, универзитетски професор по казнено право. Ова е вашата сфера на експертиза, Арифи, и со вас ќе почнам. Дали станува збор за тероризам во класична смисла? Atëherë, faleminderit për ftesën. Njëherë duhet të sqaroj që vepra penale e terrorizmit në Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë rregullohet në 3 vende të ndryshme si 3 vepra të ndryshme penale. Vepra për të cilën këtu flasim është vepër penale kundër shtetit dhe quhet rrezikim terrorist i rendit kushtetues të vendit. Rregullohet në kapitullin 28 ku janë veprat penale kundër shtetit në nenin 313. Përveç asaj, terrorizmi klasik që ju e quani rregullohet në kapitullin 33 si vepër penale kundër rendit publik dhe rregullohet si vepër e terrorizmit në nenin 394b të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë. Përveç këtyre 2 veprave penale kemi edhe veprën e terrorizmit ndërkombëtar që rregullohet në Kodin Penal në kapitullin 34, në nenin 419 si terrorizam ndërkombëtar. Значи има посебна одредба во Кривичниот законник, тероризам, тоа е членот 394б, но тоа не е ова. Ашту пра. Овде делото е терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, станува збор за членот 313. Ашту. И тоа во главата кој што се однесува на кривични дела против државата. Ashtu është, do me thënë, kjo është vepër penale më së pari kundër shtetit, e drejtuar kundër shtetit, dhe objekti i mbrojtjes faktikisht është shteti dhe rregullimi shtetëror, rregullimi kushtetues i vendit. Tani mënyra se si ajo kryhet në nenin 313 është shumë qartësisht e caktuar. Kjo vepër përpara quheshte terrorizëm, ndërsa në vitin 2008 u ndryshua ligji, Kodi penal, dhe u ndryshua titulli i kësaj vepre penale, përshkrimi i veprës mbeti i njëjti dhe u ndryshua po ashtu dënimi për të njëjtën. Dënimi nga Затоа се вели дека е релативно ново дело во кривичниот законник. Emërtimi vetëm është i ri, ndërsa vepra penale si e tillë ka ekzistuar prej më herët, mirëpo në vitin 2008 u bën një dallim i mirëfillt mes kësaj vepre dhe veprës terrorizëm klasike, e cila me të njëjtin ndryshim ligjor u vendos në Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë në vitin 2008. Pra vetë fakti që ligjvënësi vendosi që ta mbaj edhe këtë vepër penale dhe të vendos edhe një vepër tjetër penale për terrorizmin klasik, tregoj se ka interes që rrezikimi terrorist i shtetit, i rendit kushtetues të shtetit dhe i sigurisë së shtetit të mbesë si vepër penale e veçantë dhe të njëjtën tani e kemi rastin të shohim se si në praktik zbatohet. Сепак станува збор за дело кое досега не се користело, или барем немам информација дека имало истрага или обвинителен акт базиран на овој член од кривичниот законник, па од тука и дилемите дали обвинителството не настапува прехрабро со оваа квалификација за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Дилемите се ќе успее ли обвинителството ова дело да го докаже пред судот? Ако е за мене обратено прашањето, за сите е практично, но можете вие. Хендикепирани сме малку околу оценка на тоа дали обвинителството е храбро или не, бидејќи не ги имаме сите податоци, а особено немаме увид во доказите, не знаеме со какви докази располага обвинителството, за да знаеме дали тоа го прави храбро или вешто. Но можеме да коментираме околу тоа што го знаеме како јавност, а тоа е обвинението во оној наративен дел во кој што обвинителот е должен да опише со кои действија обвинетите го сториле кривичното дело кој им се става на товар. Не можам да дадам јас оценка за тоа дали ќе успее или нема да успее обвинителството да го докаже постоењето на ова кривично дело, само врз основа на тоа дека ова е релативно ново или е релативно не покренато до сега. Заради тоа што и судот е стручен, образован за таа област и обвинителот е образован за таа област и треба да бидат образовани за секакво кривично дело и треба да го ценат врз основа на општите правила во кривичниот закон и во законот за кривична постапка. Така што од тој аспект
Не можеме сега, прерано е да се даваат такви оценки. Кога ќе навлеземе веќе во главна расправа, можеби кога ќе видиме како се изведуваат доказите, а особено кога ќе видиме одбраната со што ќе се спротистави, можеме да правиме оценка дали правилно се поставиле и дали правилно се поставиле спрема сите обвинети. Јас на ова второво би се задржала. Може ли само да го завршиме во иницијален круг, па ќе одиме во детали за обвинението? Имате првичен коментар генерално за обвинителниот акт? Вие, велам, сте адвокатка на еден од обвинетите, Горан Ѓошевски. На Горан Ѓошевски, токму така. Јас само би се надоврзала во овој дел со оглед дека веќе зборуваме за квалификацијата на кривичното дело. Морам да се надоврзам и на излагањето од професорката која што навистина убаво го опиша самото дело и главата 28, поглавието од Кривичниот законник, каде што се регулира токму кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Имено, лично имам чувство дека се оди со една ваква тешка квалификација пред се заради запретената казна за ова кривично дело. А таа е најмалку 10 години затвор. Токму така, најмалку 10 години затвор. Имено, ако се погледне и описот на дејствијата во обвинителниот акт, јас сметам дека може да дојде до примена и на други кривични дела кои што се содржани во глава 28, а за кои што и текако е пропишана знатно помала казна. Например, можете да ни кажете? Па не би навлегувала во пример, затоа што сепак се уште сме во фаза каде што навистина ние треба допрва да приговараме на обвинителниот акт, да разгледаме, да се конципира и самата одбрана, но кажувам, онака како што е сега, значи може да дојде до примена и на друго кривично дело, меѓутоа разликата е во казната, во запретената казна, односно во висината на запретената казна. Во овој случај не е шала, имаме кривично дело каде што имаме казна затвор, се предвидува од најмалку 10 години. Дали би може да се надоврзам? Да, повелете. Кога сме кај квалификацијата, јас мислам дека треба да се има предвид зошто се отиде со таква квалификација, бидејќи самата истрага беше отворена за истата и после и обвинението беше покренато за истото дело. И на почетокот, Арифи, извинете, заради динамика во дебатата, и кога се отвори истрагата, се поставија дилеми во јавноста. Ќе успее ли обвинителството да ја истера истрагата и на крај да покрене обвинителен акт за едно исто дело за сите за тоа ќе зборуваме за сите обвинети. И се очекуваше навистина дека ќе се случи преквалификација барем за дел од осомничените во таа фаза, но тоа не се случи. Не се случи и за тоа дополнително ќе дискутираме. Меѓутоа, кога сме кај квалификацијата, според моје мислење, мислам дека токму ова дело одговара за настаните на 27 април, не само заради казната, туку за описот на делото и законското битие на делото. Јасно е дека никогаш порано не сме имале вакво обвинение, меѓутоа треба да сме свесни дека и никогаш порано не сме имале таков настан на како што имавме на 27 април. Имало нереди во собранието и други работи. Меѓутоа, да влезе организирана група во собрание и да го прави тоа што го правеше на 27 април, тоа е доста сериозен чин, кој што мора да има сериозна квалификација за делото. Ако го видиме законското битие на делото, ќе видиме дека има три суштински карактеристики во истото. Првин предвидува акт на насилство, извршување на одреден акт на насилство. Вика сам акт на предизвикување, пожар, поплава и така натаму, или друг вид на акт на насилство, или сериозна закана заради истото. Вториот елемент е предизвикувањето на чувство, на страв и на несигурност кај граѓаните. Што тој ден стварно го имаше. Не само кај луѓето кои што беа таму, вмешани во целата состојба, туку и за сите нас кои што бевме сведоци на тоа што се случува. Тоа веќе таму се врзува со тероризмот, бидејќи тоа чувство на страв кое што се шири во општеството, значи таму е линкот со тероризмот, иако ова не е класично дело на тероризам.
И третијата и најважна компонента која што се спомнува во самиот почеток на описот на делото е намерата да се загрози уставниот поредок и безбедноста на земјата, која што намера беше јасна во целиот тој процес кој што кулминираше на 27 април и беше организирано уште од Но знаете што, да, повелете, ајде. Дозволите само кратко, сакам да укажам нешто, еве сега во своето излагање професорката токму тоа и го спомена, вели во рете, како што разбрав, нели, да се оди со оваа квалификација, бидејќи се работи за организирана група. Да разјасниме нешто. Ова се елементи кои допрва ќе се утврдуваат во една контрадикторна постапка. Значи, одбраната допрва ќе доставува и ќе предлага докази и така натаму. Меѓутоа, факт е дека на обвинителството е товарот на докажување. Обвинителот треба во конкретниот случај да докаже дека постоела организирана група, да докаже дека постоела намера за извршување на вакви дејствија и така натаму, односно на ова конкретно дело. Во конкретниот случај, еве јас поеѓам исклучиво и можам да зборувам во име на својата странка, на својот клиент, не може да стане збор за организирана група за луѓе кои што таму се наоѓаат на извршување на своите професионални и работни задачи. Значи, тоа е нешто што дополнително тек ќе треба да се утврдува во текот на оваа постапка. Инаку, се согласувам со професорката, како настани кои што се случија, да се разбереме и како човек, и како професионалец, осудувам секакво насилство и се разбира дека не е за оправдување. Но да се даде на вистина, зборам за сите опфатени сега конкретно со обвинителниот акт, треба да се дадат точни докази, прецизни, цврсти докази, дека на вистина ова дело го сториле за кое што се теретат. Да, ако се следи нарацијата во обвинителниот акт од обвинителството, има обид од обвинителството тоа да се поврзе во една низа на организиран чин. Но да, точно е, допрва ќе треба да видиме со какви докази ќе настапи обвинителството и дали тоа ќе успее, инаку во нарацијата тоа се прави и се покажува како една алка и еден синџир од повеќе секвенции се разбира на начин дека организирано се случило. Сакате још нешто? Да, сакам да кажам, значи обвинителството исто како одбраната мора да даде приказна во секоја кривично дело. Приказната, теоријата на случајот на обвинителството е таа која што е нарацијата во обвинителството. И тоа е во ред. Но во нарацијата, особено во обвинителен акт, мора да бидат содржани дејствија од кривичното дело за кое што се става на товар за секој поединечен обвинет, за да можеме ние да видиме дека на вистина во нивните дејствија се содржани елементите на конкретното кривично дело. Не е доволна само нарацијата. Значи, нарацијата е приказната, но мора да биде направена на онаков начин на кој што ние можеме да ги, или судот, или одбраната, може да ги препознае секој елемент од кривичното дело. Вие препознавате дека не е така? Јас препознавам дека не е така за сите обвинети. Аха, например? Например, по мене е недопустливо во обвинение во кое што има 30 души, еден воопшто не е спомнат со никакво дејствие. Тоа е? Тоа е Игор Дурловски. Например, Игор Дурловски е спомнат на странава каде што се споменати сите обвинети, нели ке генералите, затоа што почнува еве го Игор Дурловски. Натаму кога читате, на едно место се споменува. На едно место се споменува каде што вели кога веќе влегле во салата Македонија дека обвинетите Дурловски, Дамовски и Јовановски држеле говори. Со кои ги бодреле за насилство, не опишани какви се тие говори за насилство, за да ние видиме, бидејќи еве кога сме веќе тука, на обвинетиот Влада Јаневски, само неговиот говор е опишан и вака е опишан. Зборовите. Нашата најголема казна е што сме дочекале да имаме такви одвратни пратеници, ете ги меѓу народот, ако предавниците избегаат и ја разнебитуваат Македонија, секој оној кој тргнал против својот народ и не го слушнал, на крај ќе биде губитник. Воедно, ова е единственото дејствие опишано за Владо Јовановски, а се терети за кривично дело на кое што запретена казна најмалку 10 години. Нема друго дејствие за Владо Јовановски. За Дурловски нема ни зборови, нема што тој кажал, како тој го загрозил, со кое дејствие го загрозил уставниот поредок. Значи, еве за нив двајца можеме да видиме и за други. Јас немам искуство, но нарацијата... Само да кажам, ве молам, веќе вака влегов во конкретизацијата на обвиненијата. Сакам да кажам дека апсолутно треба да се понесе одговорност за настаните на 27 април.
Но обвинителството мора да се заврши својата работа. Не можеме ние да допуштиме волку сериозна работа, како што кажа и се согласувам скроз нешто што се случило прв пат за толку години и дај Боже никогаш да не се случи, односно работата на ова обвинение треба да биде никогаш повеќе да не се случи. Но да се точно прецизира кој за што е одговорен и да се спроведе на законита процедура. Тоа е тоа што ни недостига нас во Македонија. Вам ви се чини дека од нарацијата на обвинителниот акт не може да се види дека сите од обвинетите имаат улога во ова дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Еве сега ќе ви кажам. Законски елемент на обвинението е опис на делото од кое произлегуваат законските обележја на кривичното дело. Па вика, време, место и начин на извршување на кривично дело. Ова го кажувам за пошироката јавност, го читам. Значи мора во обвинението да биде наведено време, место и начин на извршување. Како секој од овие обвинети го извршил кривичното дело. Ако вие цитирате говор во кој што тој ги навредува претениците и вика и тоа треба во нарацијата, бидејќи обвинението содржи список на докази. Па еве јас сум адвокат сега на Владо Јовановски на пример и сега јас треба одбрана да спремам. За кои действија јас треба да приговарам? Значи што сработило обвинителството? Да зборам на страна доказите. Докази не знаеме со што располагаат. Дали е таа група, значи сега конкретно се фатив за нив двајца, значи дали тие се некако договорени со останатите, па има злосторничко здружување и така. Од нарацијата излегува дека особено лидерите на заедничка Македонија се товарат заради потпалувачки говори, за кои постои многу полесно квалификувани кривични. Ајде, може кој прво Ариф или веќе е врзано со ова, Ајде, во ред нека биде професор, па ќе дополнам. Јас не би се слагала со тоа, значи дека квалификацијата би требало да биде за други кривични дела за овие лица заради еден факт. Вакво дело, како што е опишано во 313, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, не е дело на миг. Не е дело што онака спонтано се случува, па човекот не знаел што да прави тој ден, си влегол во собрание и си држал потпалувачки говори. Тоа е дело кое што се подготвувало и се, како да кажам, се планирало подолго време. И во кој процес сите овие лица си имале своји улоги. Без разлика, да. Тоа може да има пропусти, меѓутоа тоа не го, како да кажам, не ги прави овие луѓе само потпалувачи или поттикнувачи на делото. Ние не знаеме, ова обвинение иде на оценка. Да, разбирам, меѓутоа јас зборувам за делото како такво и за тоа што се случуваше и што тие луѓе правеле. Значи, јасно е дека делото било планирано и извршено во подолг период. Не е само дента на 27 април, каде што се опишуваат конкретни действија на настанот. Меѓутоа, знаете, ваквите кривични дела во кривичниот законник се опишани како дела кои што се вршат во неколку фази. Фаза е подготвувањето. Можеби овие луѓе биле вклучени во подготвувањето на делото. И тоа е важна фаза, бидејќи законот во посебен член, што е 326 членот, вика дека и подготвителните действија на овие кривични дела се казниви. Тоа значи дека како делото останува во подготвување, пак овие лица ќе бидат казнети заради тоа што подготвиле вакво тешко кривично дело. Ама не е тоа квалификацијата. Прекинам професорката на оваа тема. Јас се согласувам во делот на ова дека и подготвувањето како фаза спаѓа во сето ова. Но она што претпоставувам истата намера беше и на колешката Сузана е следново. И да било така, обвинителот е должен тоа да го наведе јасно и прецизно да го опише во овој обвинителен акт. Ке зборувам и на таа тема, да не ја префрлам сега дискусијата и овој обвинителен акт, прашање како излезе во јавноста пред одбраната да го добие, но ке зборуваме и за тоа. Зошто го велам ова? Само целта ми е да не, како да кажам, да не испадне дека луѓето не знаеле што прават тој ден. Со самиот факт што човекот влегол во собрание, тоа веќе покажува акт на насилство. Дали сум јасен? Значи, не е некој што од страна поттикнувал нешто друго правел. Не можете така да ги гледате работите, поготово не за да се стави на нечи товар вакво кривично дело. Меѓутоа, тоа е тешка работа, например, дали биле повикани, ниту имале дозвола да влезат. Како испадна тие во собрание? Исклучиво од аспект на одбрана на мојот клиент. Значи, се работи за човек кој бил на професионална должност и кој со ниедно действие не е дел
од било какви случувања. Понатаму, она што чекайте, само сега сакам уште дозволете. еден момент, ќе ми извините. Не, морам да ве Само прашам, ви ти два кажам. пати кажувате дека бил на извршување на Да, своите тоа не професионални значи обврски. дека не бил во Бил на групата. работа, меѓутоа, Ма дали дозволете. професионално ги извршил своите обврски? Апсолутно професионално, согласно законите и согласно според она што описот во обвинителниот акт не е Ќе така. дојдеме на тоа, ќе дојдеме на тоа. Меѓутоа, еве конкретно во тој дел, и самите споменавме, еве колешката и го читаше тој дел. Она што треба во описот на едно обвинение да стои е време, место и начин на извршување на едно кривично дело. Јас еве ви кажувам сега, временска рамка е овде дадена согласно обвинителниот акт од 14:30 до 22:30. Нема подготвителна фаза, Значи, која е не е јавено никаква не е за подготвителна подготвување, фаза, за извршено, понатаму. веќе се казано. Оваа временска рамка не се однесува за сите луѓе. Пак ќе кажам од аспект на мојот клиент. Мојот клиент влегува во собрание после 18 часот, кога е повикан да дојде да се јави на работа. Што значи автоматски тој не може да влезе во оваа временска рамка како време на извршување на кривичното дело од 14:30. Ама зошто не може? Од тој дошол по 14:30. Меѓутоа, тоа треба обвинителот да го опише во тој случај, прецизно и конкретно, да каже, а ако вие погледнете конкретно кај Горан Ѓошевски, вие не може да видите, не ви дава вас обвинителот никаков саат во колку, како и што се негови дејствија. Меѓутоа, јас би кажала дека фактот што бил во извршување на службената должност не го исклучува од евентуална одговорност за која што може би има, сигурно има докази, бидејќи еден од обвинетите кој што Тоа уште ќе не го ги видиме, знаеме, да. има и Меѓутоа, одбраната немаме, докази. Да, секако. Меѓутоа, не може да исклучите некого од обвинението бидејќи бил во службена должност. Повеќето лица кои што ги извршиле овие дејствија за што се товарат, биле во службена должност тој ден, како и другите обвинети, знаете, што не издале наредба или не ги извршувале наредбите како што треба. Така што, според моје мислење, тоа што бил во службена должност тој ден не го исклучува неговата одговорност во делото. Меѓутоа, работа на обвинителството е тоа да го докаже и вие да дадете докази дека тоа не Само накратко еден момент ви сакам ова да додадам, значи се развива дискусија, меѓутоа само сакам кратко, бидејќи професорката споменува не била извршена наредба или не биле извршени дејствија. Или не биле дадени наредби, Или кои што не биле требало да се дадени дадат. наредби. Ве молам да не ги грешиме термините и дејствијата на секој од овие учесници, како и овластувањата на истите. Горан Ѓошевски е конкретно, односно бил, бидејќи сега во моментов не е, началник на личното обезбедување на председателот на собранието. Може ли еве да го прочитаме делото од обвинението? Може ли собрание... делото од обвинението во кој што се спомнува вашиот клиент? Ајде, прочитате Вака го. вели, обвинетиот Сашо Василевски, пратени кој што имавме можност да го видиме како се обидува на снимките да ги тргне заштитните греди за да се отворат вратите на собранието, се обидел да ја отвори вратата, но затоа што била заклучена не можел да ја отвори. А за цело време обвинетите Горан Ѓошевски леви, Оливер Поповски, началник на превентивно обезбедување во оддел за заштита на определени личности и објекти, и обвинетиот Абдулфета Алими, виш оперативен работник, внатрешно обезбедување на главен влез на собрание, не само што не ги спречиле во отворањето на предните влезни врати, туку обвинетиот Алими и му ги дал клучевите од влезната врата на обвинетиот Горан Ѓошевски леви, за кое време обвинетите Крсто Муковски и Сашо Василевски ќе извадиле металните заштитни огради од левата и десната влезна врата за да овозможат влез на собраните граѓани и на претходно формираната група на лица со фантомки да влезат во собранието, при што обвинетите Горан Ѓошевски леви, Оливер Поповски и Абдулфета Алими ги насочиле кон просториите на собранието, пленарна сала и сала 3 прес сега, сала. ке ве замолам тука, бидејќи тоа е тој дел. Тоа во конкретниот случај е теорија на случај на обвинителството. Значи, како што обвинителството има теорија на случај, така има и одбраната. Јас ве уверувам и ви тврдам, затоа и напоменав која била работната позиција, еве конкретно ако зборуваме за Горан Ѓошевски. Личното обезбедување на председателот на собранието на Република Македонија, дозволете, дозволете, не потпаѓа
под оние други сектори кои што треба да му дадат не знам какви наредби. Согласно Законот за собрание на Република Македонија, личното обезбедување на председателот на собранието не сме да превземе апсолутно никакви мерки, ниту действија, не сме народски кажано да допре пратеник. Освен ако нема наредба за нешто од председателот. Ама не да им помага во тоа што го правеа. Меѓутоа вие велите дека помага. Ама го гледавме на снимките. Не, ви се молам, не е така. Значи снимките се пуштени само оној дел кој што веројатно одговарал да биде пуштен. Нема таму, ке дојдеме значи до тоа, ние се уште тие се интегрално презентирани. Зборувам по телевизиите и по медиумите одеа дел од снимките. Јас како одбрани, како бранител, не велам јас на тоа, ве молам, немојте со тоа. Не, тоа не. Значи, кажувам дека како одбрана сме гледале снимки. Меѓутоа, велам, вие гледате еден дел од снимките, ме разбирате, една секвенца, додека јас како бранител ги имам погледнато во еден временски период, траење, што се случувало и како, но тоа да го оставиме за понатака, за да се докажуваме во постапката. Само сакам да укажам на тоа дека имаме Закон за собрание на Република Македонија и постои правилник за внатрешниот ред во собранието на Република Македонија. И согласно овие документи, овие лица, конкретно зборувам личното обезбедување, не сме да превземе апсолутно никакви мерки. Ама сигурно и не и обратни дејства. Меѓутоа не е тоа докажано, тоа треба да се докаже. Да, се согласувам. Секако дека треба да се докажува. Меѓутоа сум сигурна дека во описот на работата на лицето, значи кој што работи во обезбедувањето во собранието, не спаѓа и вакви действија како што се објаснети во обвинението. Без разлика, па ете ги читаше Васко, нели? Сега тоа ако тој не сме мојот клиент, значи не смееме ние по секоја цена, мислам прво не е правно дозволено по секоја цена да веднаш се поклони верба на обвинението. Чекајте, ние сме сега во една фаза, без оглед, ова е сега по широката јавност ги гледа овие работи, меѓутоа стручната јавност знае за што зборувам. Значи ова обвинение ќе подлежи на оценка. Што правиме ако не биде одобрено? Или по повод или не биде за сите, значи затоа велам не можеме да... Ајде мала пауза, па ќе продолжиме овде каде што застанавме. Да, ова е тема вредна дилема вредна за понатамошна дебата. Видете нас. Продолжуваме со дебатата со моите и ваши вечерашни гости. Ружица Николовска, адвокатка на еден од обвинетите за настаните во собранието од 27 април минатата година, Сузана Јошевска Анастасовска, адвокат исто така и Беса Арифи, универзитетски професор по кривично право. Арифи, како еден сумарум, сепак се чини дека обвинителството и судот ќе бидат пред сериозен предизвик. Ова што се обидуваат да го раскажат во обвинителниот акт и да го судот во оценката да каже дали го прифаќа обвинителен акт и да почне процес, а ако тоа се случи под обвинителството и да го докажува. Така. Бидејќи едно е делото. 28 обвинети се товарат за уставно терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, 20 за помагање во извршување на тоа дело. Јас уште еднаш би сакала само да нагласам дека тоа е комплицирано дело, кое што се врши во повеќе фази и самиот факт што веќе делото, зборуваме за извршено кривично дело, ги вклучува сите действија во сите фази кои што се казниви действија и кон тоа јас очекувам од обвинителството да бидат во можност да докажат дека тие лица кои што се товарат навистина имале јасна умисла за извршување на ова дело и намера за загрозување на уставниот поред. Веќе слушаме коментари дека нема да биде прв пат обвинителството да преквалификува во фаза на судење. Да, го имавме тоа и во претходни случаи. Да, делот се това, но ајде да оставиме деновиве пред нас ќе го покаже тоа. Кажете Јошев. Знаете што имаме исто искуство дека обвинителството пушта вакви масовни или големи обвиненија каде што покрај сувото и сурувото иде. И такви искуства имаме. За многу
други предмети со многу обвинети, сме го гледале тоа. Сакате да кажете дека можеби за дел од обвинетите и држи квалификацијата, но за дел е дискутабилно. Апсолутно е можно за дел да држи, но за према тоа што сега го гледаме како оценка на ова што го напишале, за дел не да е дискутабилно, туку просто човекот се прашува што Инаку ако одзумираме, факт е дека сакам нешто да прочитам ако може. Факт е дека може ли само ова да го кажем, дека факт е дека таму имаше обид да се потврди формираното мнозинство во собранието, а од овие што упадна намерата беше да се спречи. Да се спречи тоа е во ред. И да се спречи. Пратениците го носат изворниот легитимитет од граѓаните и мнозинството пратеници се израз на мнозинската волја на граѓаните на таа држава. Во таа смисла, навистина веројатно имаше обид за загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Повелете. Во тој дел се согласувам. Значи имаше кратка една дебата дали ова е загрозување на уставен поредок, како зборам како настан, не конкретно за Разликата е што во судска постапка иде по-конкретни работите, отколку настанот како настан. И во судска постапка многу поинаку се гледа врз фактите и врз тоа што се случило од аспект на аплицирање на соодветно право. Сега вака сакам да само да прочитам и за граѓаните и за вас. Нема да кажувам за што се работи, но само ќе го прочитам. Тој што се намера повторно да го загрози уставниот поредок или безбедност на Република Македонија, јавно или со ширење списи повикува и поттикнува на непосредно извршување или го поддржува извршувањето на делата меѓу кои ова за кое што се товарат, ќе се казни со казна затвор од 3 до 5 години. Значи, од 3 месеци до 5 години се извинувам. Значи, имаме кривично дело во кое што може да се опишат действија на дел од обвинетите кои помогнале, поттикнале со јавно ширење говори, со упат и со така натаму, но доколку се подведе под тоа кривично дело, казната е од 3 месеци до 5 години. И не ми е јасно, а не можам да го исчитам тоа од обвинението, зошто обвинителството решило вака на куп сите подедно да ги подведе. Мене не ми е јасно од наративот. Ајде, Ариф. Значи на професор, јас мислам дека таму треба да се прави разлика меѓу ова дело што Сузана го спомнува и делото за кое што зборуваме. Разликата е во извршувањето на делото, а поттикнувањето е начин на кој што човек сака да поттикне дело што не сака сам да го изврши. Нели? Значи, тој го сака делото како туѓо, затоа сака да го поттикне, да го храбри некого да го направи, ама не како свое дело. Да, ма дело тие што упаднаа не извршија насилство. Со самиот факт што упадна, знаете, знам, самиот факт што упадна, не беа повикани во собранието влево, помогнаа на другите да тоа го прават, но и тој акт треба да се смета некаде. Како може, значи, некој нормален човек да влезе насилно во собрание? Тоа несфатливо е, знаете. И затоа мислам дека тој аспект треба да се види како процес кој што донесе до тоа дело, а тој беше процес на радикализација и подготвување на теренот за извршување на такво фаза од дебатата да заокружуваме. Само кратко би додала едно нешто, дека некое мое чувство е дека се оди токму со оваа квалификација бидејќи зборуваме, а еве сега колешката веќе ви прочита и за јавноста запретени казни, дека постојат и други кривични дела од оваа глава, каде што имаме помала казна, но мое чувство е дека се оди напротив со ова, со оглед да висината на запретената казна е во моментов и единствен елемент за да се одреди мерката притвор спрема Тоа многу се коментираше деновиве, сепак според ова што последно денеска може да се слушне, не се само 5 мина од обвинетите во притвор, туку се мислам 14 вкупно, 13 остануваат во домашен притвор, 4 се со други мерки, 3 остануваат недостапни. Знаете како, јас сакам само една работа да кажам. Согласно праксата на Европскиот суд за човекови права и стандардите воспоставени и востановени од тој суд, изразени преку бројни одлуки, не можете вие некого да го држите во притвор само заради тоа што постои опасност, односно не постои опасност, туку само заради тоа што имаме висока запретена казна
И имаме сериозност на кривично дело. Основите се јас ќе ви кажам, да, основите во член 165, став 1, точка 1, 2 и 3 ви се три основи. Так. Првиот основ е опасност од бегство или ако се крие и ако не му е утврден идентитетот. Вториот основ, точка 2, е влијание на истрага на сведоци и така натаму. И третата точка е за повторување на делото. Јас зборувам конкретно во мојот случај. Значи, на мојата странка притворот му беше укинат со решение на Врховниот суд на Република Македонија. Замислете, а ве молам, и небулозата правна што се случува сега во оваа фаза. Добива со решение на Врховен суд, му се укинува мерката притвор и се приначува во мерка куќен притвор, која што трае до 28.3.2018 година до 21 часот. На 28.3. во 00 часот и 05 минути, значи уште не 8 денот, доаѓа полиција да го приведува и вели имаме решение, повелете да ве носиме на спроведување за мерка притвор во КПУ затвор Скопје. Сега прашувам, кое решение има поголема правна сила? Ова вие тврдите дека има поклопување временско? Апсолутно има временско поклопување. Токму така, вие не смеете да му ја ускратите на било кој осомничен, му ги повредувате правата на овој начин. А требало до 21 Требало до 21 да часот. Во најмала мерка требаше да се почека, да помине 21 часот, па дојдете, повелете во 21:01 минута да го спроведете. Некому ќе му се чини ова ситничарење, но факт е дека во една правна држава во која што треба да владее правото, ова се важни работи. Не само тоа, не е ова ситничарење. Вие во Закон за кривична постапка ја не велам дека е така. Сакам да кажам, генерално се обраќам. Значи во Закон за кривична постапка едно од основните начела ви е начелото така наречено индубио про рео. Тоа значи одлучување на начин поповолен за осомничениот или обвинетиот. Ова не се однесува само во фаза на носење пресуда. Едно сакам да ве прашам, се ускратува само ова, сакам да довршам. Значи тоа значи ова начело има примена во текот на целата постапка. Само ова сакам да ве прашам за општиот впечаток што би требало и од оваа дебата да остане. Сепак, нели мислите дека тоа што се случи на 27 април минатата година беа пресериозни настани и дека пораката што треба да се испрати преку расчистување на овој настан треба да биде исто така јасна и недвосмислена? Јас само сакам да кажам на ова ваше прашање, како што напоменав и на почетокот, осудувам секакво насилство и се согласувам собранието е највисокиот законодавен дом и недозволиво е да имаме насилство таму. Но како професионалец, како адвокат, морам да кажам дека тоа треба да биде сторено на законски начин, во една законска постапка и во една контрадикторна постапка. Тоа мислам дека сите се согласуваме и на сите ни е јасно. Треба само да замислиме, значи ако настанот беше малце поразлично организиран. Знаете, може да има било какви групи кои што се спротивставуваат на уставниот поредок на земјата. И сега замислете некоја друга група со некоја друга идеологија, например верска, да каже дека ние не се согласуваме со тоа што прави собранието и ќе ги земеме работите од наши раце и ќе влеземе во собрание, например, какви што се различните религиозни групи, дали би биле воопшто прашања овие што ги дискутираме. Значи, секако дека за такви дела на радикализам, значи кој што веќе избувнал во насилен екстремизам, треба да има соодветно, значи казнување и соодветно обвинување, секако, значи судење и сето тоа. Меѓутоа се работи и не треба да се заборави за какво тешко дело се работи. Значи, секој тероризам е ист, без разлика на идеологијата. Само кратко ве молам. Не, само кратко една реченица. Оно што посебно сакам да скринам внимание на професорката е следното. Начинот на кој што вие го објаснувате ова цело време организирано тешко дело произлегува дека веќе ги осудивме луѓето. Не, ама ви се молам, имаме обвинителен акт кој се уште не е влезен во правна сила, се уште не е одобрен. Немојте на ваков начин им штетиме на вистина на овие луѓе кои се опфатени и директно им ја повредуваме пресумпцијата на невиност. Сите од различна позиција вечер учествуваме во оваа дебата и вас ве разбирам, вие сте во најспецифична позиција бидејќи сите права, поготово правата што се загарантирани
Да. Од таа причина велам не можеме во оваа фаза да коментираме на таков начин, бидејќи се уште нас ни тече рокот еве за поднесување приговор на овој обвинителен акт. Сакам едно друго прашање да отворам. Дали најслабата алка во обвинението може да биде моментот на отпочнување, односно иницијација на целата акција како што е опишана во обвинението, бидејќи тука се спомнува дека откако телефонскиот број тој и тој, собственост на службата за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија, НН лице од обезбедувањето на Никола Груевски, тогаш председател на политичката партија ВМРО ДПМН, а кој се наоѓале во Виена, Австрија, во 14:30 часот контактирал со обвинетиот Александар Василевски Нинџа, сега недостапен, кој заедно со Никола Митревски Колјо, кој сам се пријави, телефонски ги контактирале тие и така натаму формирале група, им делеле маски и тоа. Дали ова може да биде најслабата алка во обвинението? Иницијација од НН лице. Јас мислам дека, извини, Сузана, велики не, да. Јас мислам дека тоа е најслабата алка. Мислам дека тоа е суштинскиот пропуст на ова обвинение, бидејќи едноставно продолжува праксата во Република Македонија каде што извршителите се казнуваат, меѓутоа не и организаторите. И нормално нарачателите и сето тоа. Сега многу е јасно од целата ситуација. Ние знаеме кој беше во Виена тој ден и како тоа се одвиваше и зашто токму од Виена дошол повикот. Знаете, нема никаква случајност таму и не е толку тешко да се утврди кој било лицето кој што изборел во тој повик. И мислам дека тоа е најголемиот пропуст. До сега никогаш во праксата на Република Македонија нарачателот не бил осуден, не бил во судење. Така имавме и во случајот во Куманово, кој што исто така се врзува со тероризам, и со други случаи, каде што вообичаено само тие извршителите видливи лужи што ги видовме во телевизија што прават како прават, и затоа би сакала уште еднаш да напоменам дека заради сериозноста на делото, секогаш тоа се врши на организиран начин, каде што секој има своја улога. Тука главниот го нема, во обвинението, и тоа е стварно голем пропуст. И во целиот тој процес, не треба да заборавиме, на целиот тој процес на радикализација кој што заврши со овој чин на терористички акт сепак, му претходеше, како да кажам, поддржување и поттикнување од страна на врвни државници. Знаете, кога зборувате за насилен екстремизам, зборувате за начинот на кој што на тоа се контрира, вообичаено треба да се осудуваат таквите напори и така натаму, ние имавме, јасно поддржување на таквите чекори од врвните функционери на власта. И тие не се дел од обвинението. Јошевска, ваш коментар на ова? Јас би била малце по конкретна или не толку блага кон обвинителството, да ставите НН лице за ваква ситуација на овој начин е за мене несериозно. Прво, кога го прочитав обвинението, да ставите НН лице со телефонски број и која работна задача ја извршувал во тој момент, а да не му го кажете идентитетот, тоа не може да биде НН лице. Прво за граѓаните, бидејќи кога зборува вака со луѓе кои не се правници, не им е баш јасно што значи НН лице. Некој мисли дека НН лице може заштитен сведок. Нема врска. НН лице, кога го пишуваат, е лице чиј идентитет е непознат. Како може да биде непознат идентитетот на некој на кој што имаме телефонски број и на кој што знаеме дека бил, знаеме во Виена бил и знаеме дека бил во рамките на обезбедувањето на Никола Груевски. И ова е несериозно. Дали е обвинението избрзано и за многу други точки од обвинението каде што можеме да најдеме мани, да речам. Сега и друго е прашањето. Тоа не значи дека ако телефонот го користел член на обезбедувањето, дека тој се јави. Точно, но може барем да кажат од чиј телефон, да видиме како, што е тоа НН лице. НН лице кога ќе ставите. Се согласувам, сакам да кажам, НН лицето не мора да значи дека член на обезбедувањето. Дека точно тој се јавил, но може да кажат од телефонот на тој и тој се е извршен повик таму и тоа би било факт. И би бил подкрепен со определен доказ дека тоа е факт. А како вели колешката, во контрадикторна постапка, бидејќи тој повикал некого. Тој некој може ќе каже кој го повикал. И тогаш ќе се утврди кој навистина зборувал тој телефон, но вие да ставите НН лице во обвинение, а со едно јавување може да му го откриете идентитетот, е крајно несериозно. Вас не ве прашувам.
Се разбира. Се кажано што. Баш така. Да, што се следните процесни действия што треба да се очекуваат? Сега обвинението е во фаза на оценка. Така, во судот. обвинението е во фаза на оценка, согласно законот за кривична постапка, бидејќи овдека е запретена повисока затворска казна од најмалку 10 години, значи дека оценката ќе ја врши совет за оценка на обвинителниот акт и во исто време, бидејќи јас тоа го кажав и на почетокот и сега ќе повторам, бев навистина изненадена и дел од нас од одбраната беа можеби револтирани со право, бидејќи него имавме примено се уште обвинението, а веќе излезе како содржина и во медиумите. Тоа не е јавен документ? Знаете како, ги повредувате правата на луѓето кои се засегнати со ова. Еве јас кажувам за себе, значи јас видов од телевизија дел од содржина, повторно ќе кажам, дел од содржината од описот на обвинението, а го добив дури, значи вчера го добив самото обвинение. СЈ обвинението ги објави на својата веб страница. Сите се јавно достапни. Во ред е, меѓутоа, знаете како, не знам како постапува, не би се впуштала во тој дел, но она што сакам да кажем е оној момент кога вие имате обвинение и кога ќе го прими осомничениот и одбраната. Согласно законот имате можност да поднесете приговор, да поднесете листа на докази или евентуално и да дадете изјава за признавање на вина за да се оди кон спогодување. Се уште ова не е одобрено. Значи, се уште не е поминато. Затоа велам јас цело време, секој од одбраната, секој од осомничените со својата одбрана, сигурна сум ќе достави докази во своја корист и тоа ќе треба да се цени и врз основа на таквите приговори да утврди Советот за оценка на обвинителниот акт дали ќе опстои ваков каков што е со истава оваа квалификација и дали ќе опстои спрема сите осомничени опфатени во обвинителниот акт. А само ќе довршам повторно ќе кажам, за жал сметам дека ова е навистина вака со давањето на ваквата квалификација и одењето со овој член како причина за да дел од луѓето се држат во притвор, иако не постојат, бидејќи знаете како цело време по образложението на судовите, особено зборам сега последното решение на првостепениот суд, опасност од бегство, каде што во подкрепа се дава појаснување дека како аргументи биле зошто судот смета дека би се дал во бегство осомничениот, бидејќи делото е многу сериозно и запретена е висока казна, а во недостиг на други конкретни аргументи. Значи, не е потребно, сакам навистина да го потенцирам тоа. Притворот не треба да го сватиме како казнување. И притворот не е правило. Согласно препораката на Советот на министри на Европа, значи притворот треба да се определува како исклучок, а не како правило. И за тоа сметам дека овде имаме навистина големи повреди, но ќе докажуваме во текот на постапката. Постапката е пред нас. Мене ми беше задоволство што вечера бевте мои гости. Мислам дека дебатата беше интересна и за публиката, иако веројатно има и други елементи. Например, само еден аспект исто ќе споменам дека во обвинението вели обвинетиот Александар Василевски Нинџа собрал група од 68 лица преди во кафе барот Дион, на кој обвинетиот Горанче Ќосето им делел маски и така натаму. Сега се спомнуваат 68 лица. А каде се тие во обвинението кажува во едно место дека се уште во истражни действија и дека може да се истрагата е завршена, ве молам. Не за некои видно дека имаше обвинителството соопшти дека отворат нова истрага или ако прошируваат конкретно по ова обвинение, значи ние веќе примивме и известување за завршена истражна постапка, така да во оваа фаза мислам не е ништо од ова опфатено. Не, обвинителството соопшти дека продолжува да работи на овој случај. Дури имаше формулација дека е утврдено дека во извршување на делото учествувале и други, засега енен лица, и дека на утврдување на нивниот идентитет дополнително ќе се работи, а да не забораваме дека тројца се уште во бегство, недостапни, тие не се ни опфатени со обвинителниот акт. Ќе треба да видиме со овој последен што се пријави во шутка, што ќе се случува и на каков начин. Тоа е на некој начин чудно, бидејќи досега праксата беше кога имаме лица во бегство, да бидат опфатени и да бидат судени во отсуство. Така да сега воспоставуваме и нова пракса во овој дел.
Добро, мене ми беше интересно и уште еднаш ќе кажам задоволство да разговарам со вас. Благодарам уште еднаш што бевте дел од 360 степени. Имаме шанса повторно да се видиме во некоја следна прилика. Да одгледаме и саботажата. Политичката маргина која гравитира околу московската оска, освен што веројатно е задоволно од најавата дека македонската почва може да биде разорана од нивните пријателски проектили, обелоденува и конечни решенија за актуелните проблеми со кои се соочува не само нашата земја, туку и регионот. Се разбира, доколку се оствари балканскиот план на големата мечка. Со тој експанзионизам, а албанците значи работите ќе стигнат до таму дека тие ќе имат две можности. Или да почнат да учат рускиот јазик, или да се научат да пливат. И тоа го велам ептен сериозно. Можеби затоа е принципиелна и одржлива забелешката дека на ова парче земја се вртат толку многу чудни карактери кои по секоја цена се обидуваат да станат дел од естаблишментот, што во еволутивната градација. Нивото на луѓето кои се занимаваат со ова потенцијално високо доходовна дејност се поистоветува со она која е во антропоидна фаза на развој. Не можете ви неандерталец да земете да го ставите во Силиконска долина да очекувате да ви направи Google и Yahoo. Тоа е кај нас со политиката. Не зборам за сега. Значи, јас зборам за периоди кои што 10-15 години се изгубија критериумите, секој може да влезе во политика. На сличен начин се однесуваат и редовните лекцијаши кои однадвор ја наблюдуваат состојбата и од сосема пристојна оддалеченост се подготвени во секој миг да поделат некој урок за тоа како треба, без притоа на никаков начин, освен со критичка обсервација и со протестни декларации, да не се ни обидат да ја помогнат на својата татковина, за кој имаат толку голема вербална, ама никако и практична љубов. Некој прави куќа и 20 души се собрале наоколу еден копа, а 30 души инженери наоколу. И си, нас во Македонија не ни требаат инженери, не ни требаат мудроштиња, ни треба конкретна помош. А конкретната помош, ако е јас се секирам за тебе, фала не се секирај уопште. Наводната огромна грижа за судбината треба да им биде препуштена на оние на кои таа им е секојдневие, а не потреба за талкање низ историјата и низините корени, во моменти кога се исправени пред исклучително тешката одлука да бираат меѓу минатото на нивните предци и иднината на сопствените деца, кои за среќа се уште живеат овде и се свесни и за последиците и за предностите. Ние треба да сватиме дека треба да ризикуваме за да може да се смени нешто во оваа држава. Не можеме вечно вака да тераме. 25 мои златни години отидоа во исчекување, што очекав ништо не чекав. Нема ниту да има никаква перспектива ако во сегашноста не се расчистат сите дилеми за тоа кој и како ја доведе состојбата дотам, за да не се случува повторно и повторно со истата апологетска реторика, а не со рацио. Бранителите на концептот на неказнување на амнестија да се исчудуваат осознанието дека правдата мора постојано да биде будна и да ги демне незините злоупотребувачи. Тие работат, ја не знаев дека работат 24/7, нели? Работат. Аха, толку, значи судот работи, мораше да седи до ноќта, касно во ноќта, нели, за да мислам, што изигруваме ние, бал на вампири? И на крајот, за тоа што на вистина се случувало на балот на крвожедните. Тие детали ќе бидат натаму видливи во текот на поставката. Со оглед дека големата слика е веќе изложена, деталите ќе придонесат да се чуе гласот на оној што ги канел гостите. За тоа се очекува, особено да придонесе хорот под маски кој настапувал на балот. Толку за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме в понеделник од 22:30. Пријатно.